разбирам. Апсолутно не ги разбирам. Дали е решението лошо или вие како влада и како власт и како вреди не успеавте да го објасните убаво? Јас мислам дека е објаснет многу добро. Сите знаат дека овој подготовката за овој закон трае подолго, од почетокот на 24-та година. Забелешките име дека нема механизми внатре, дека нема санкции предвидено, нема кој да ги спроведе тие санкции ако не се почитува законот. Прво, сакам еден став да искажам мој, што од позиција на пратеник кој бил во опозиција во 2018 година, кога дошол законот за јазици, јас како пратеник во тоа време сум сметал дека тој закон не ги исполнува барањата и за употреба на албанскиот јазик, не го официализира потполно и тоа сум го кажал, но не сум бил против законот. Сум го гласал и сум го поддржал. Значи, јасно беше дека законот за јазици од 2018 година беше многу поунапреден од тој во 2008 и 2011. Сега, ако направиме аналогија, закон за правична застапеност немало. Од 2001 година, од 2002, кога е сменет уставот и кога ова темелна вредност на уставот е внесена, е во начелата. И да немате воопшто закон и да донесете и едно прашање кое е уставно начело, да го регулирате со закон, треба да го прифатите во суштина, да сватите само во нивото, на начинот како тој како се менаџира или како се поставува во најниот правен систем. Значи, да, и дали законот е перфектен, дали може да се секако, но ајде да дадеме можност и шанса. Може идната година да направиме евалуација и сите заедно да го подобриме. Дуи кога ќе дојде на власт. Може и со подзаконски акти многу работи да се регулираат. Да, ама мислам дека тие што го подготвуваа законот мислеа на подигнување на еден цел систем како ова уставно начело да биде изрегулирано, изменаџирано и да биде почитувано тоа уставно начело и да профункционира ова со закон. Знаете дека до 2015 година не било воопшто регулирано, потоа беше регулирано со еден софтвер, со една алатка наречена балансер, која направи и значи не го регулираше достојно тој јасно е познато е се дека и претходната влада на СДСМ и самата предвидела дека треба да се укрине во таа стратегија година, за јавната администрација, но сега умешно ги користат овие етнички теми да ве представат вас дека сте некакви вазали на ВМРО, дека правата на албанците се насадени. Видете, не му користи тоа на никого, ниту на Дуи, ниту на албанците, ниту на македонците, да покажеме дека некој некому е вазал. Во демократска... Така да прашам, дали се тие поголеми албанци од вас или едноставно не можете да се носите со нивниот пиер? Па не знам што е критериум за добар албанец. Ако е корупцијата, подигнување на тензии меѓуетнички, ако е други критериуми, тогаш можам рака да им подадам, ама не мислам дека ја мислам дека треба да ги представуваме албанците во најдобар начин, да бидеме граѓани на оваа држава која ќе ги исполниме барањата на албанците. А албанците во оваа држава не бараат многу различно тоа што сакаат македонците, турците, ромите, власите, србите и сите други во држава. Сите граѓани сакаат достоинствено да живеат во оваа држава, сакаат економски развој, сакаат поквалитетно образование, сакаат поквалитетни здравствени услуги. Да, но очигледно овие етнички теми и понатаму носат најмногу да излезете во 2021 година, да кажете дека етничките прашања се затворени и дека партијата станува зелена, и ќе се занимава со зелена агенда, па потоа да ви текне дека не е така, апсолутно не гледам никаков континуитет. Јас мислам дека уште треба да работиме на подобрување на меѓуетничките односи. И мислам дека тоа е еден од најбитните столбови во оваа држава. Но мислам дека албанците и македонците кои ги хранат меѓуетничките тензии, ниту се добри албанци, ниту се добри македонци.
правите албанци и македонци работат на подобрување на односите помеѓу албанците и македонците. Само така ќе имаме стабилна држава. Само така ќе имаме добар живот и за албанците, и за македонците и сите други. Вака јас ја разбирам државата. Вака го гледам патриотизмот. Како своја, да. Покренување на тензии меѓуетнички апсолутно е недозволиво и не оди во полза на ниту на албанците, ниту на македонците, ниту една етничка заедница. Да, но велам умешно ги користат овие прашања. Едно последните е со полагањето на барањето на студентите да полагаат правосуден испит на албански јазик. Ги видовме таму и представниците на ДУИ на тие протести. Вие нормално ги поддржувате барањата на студентите. Го слушнавме и Изет Меджити, и Сали, најавувате дека ќе има решение на овој проблем. Но тука, според мене, прашањето е како тоа ќе се одрази на правосудниот систем. Може ли да имаме нормално функционирање на правосудниот систем ако утре имаме суди и обвинители кои нема да го знаат македонскиот јазик? Ова е на заблуда. Тоа е стручен испит, не е да. Сега дел од образованието. Да, видете, еден студент кој завршил правен факултет во државата на албански јазик, во државен универзитет правен, целата терминологија која е научил, ако го испитувате или го ставите на тест на знаење, значи заради незнаење на терминологија, затоа што не е лесна цела професионална терминологија, не само правната. Секоја професионална терминологија има своја специфика во однос на јазикот. Така да, јас мислам дека е праведно и коректно ако еден студент студирал на еден јазик, да може да го полага испитот за знаењето кој го стекнал за тој јазик. Сега, мора да направиме една дистинкција. Зборуваме за студент кој завршил правен факултет и сега сака да го тестира знаењето колку е добар правник. И он тоа може да го... Тоа е стручен испит, за утре да може да биде адвокат, нотар, обвинител, судија. Правосудниот испит, ако го полагате, не значи дека по автоматизам станувате судија, обвинител. Не, тоа е само услов, за да воопшто влезете во таа фела. Ако сакате да бидете судија и обвинител, знаете дека има академија на судии и обвинители. И јас сум апсолутно на мислењето дека во судската процедура и по нашиот устав, како што е сега, македонскиот јазик е единствен употреблив како официјален јазик и дека не се загрозува со тоа, со правосудниот испит на албански јазик, не се загрозува судската процедура. Значи, ако еден... зашто знаете, забелешките на Венецијанската комисија најмногу беа токму во тој дел од законот за правосудството. Да го потврдам дека еден човек кој завршил правосуден испит не мора да биде судија и јавен обвинител, но ако сака да биде, тогаш во текот во процесот на станување во академијата за јавни обвинители и суди, он мора да го знае и македонскиот јазик и тоа се потврдува со испити и Добро, ќе видиме како ќе биде решението, го чекаме да го видиме. Премиерот вика дека ќе биде да се испочитува барањето на студентите, да биде во согласно со уставот, да видиме тоа како баланс. Апсолутно мислам дека ќе имаме креативно решение кој ќе ги исполнува и барањата на студентите, албанци кои студирале на мајчин јазик и да бидеме коректни со квалитетот на судските процедури кои ни трпат не само заради јазикот, и заради многу други работи, но барем да не додаваме уште поголем проблем во делот на јазична усогласеност. Што мислам дека треба како држава треба да бидеме склони кон познавање на јазиците кои ги зборуваме во државата. И мислам дека тоа е една од кохезивните работи кои треба да ги храниме. Секоја влада и оваа и идните, мислам дека заеднички треба да работиме за кохезија во општеството, а тоа се прави најдобро ако се познаваме едни со други. Можеме да се познаваме едни со други, само го знаеме јазикот на едниот и другиот. И мислам дека треба да одиме кон тоа, а не да ствараме анимозитети.
употребата на еден јазик и друг јазик во државата нема да оди на штета на државноста и на државата, туку мислам дека ќе биде во добробит на државата. За жал, што живееме во поларизирано општество и поларизирана држава, тоа е една од забелешките на Европската комисија, најмногу кога станува збор за собранието. Поради тоа велат дека не се носат и уставните измени. Тоа беше едно од главните ветувања на Влен во кампањата, дека за 6 месеци ќе го направите, но еве поминаа 2 години. Што мислите, колку можеме да издржиме во ова статус кво да не се донесуваат уставните измени? Поминаа еве 4 години веќе. Па знаете дека позицијата на Влен и на пратениците албанци сите мислат дека уставни измени можеме да почнеме и дека би било добро за процесот на интеграција, но во извештајот ви забележува дека немало ни обид да се направи за да се донесе. Не, апсолутно тоа не е точно. Ние мислам дека и премиерот и целата влада, министерот за надворешни, министерот за европски прашања и поранешниот Орхан Муртезани и сегашниот Беким Сали целосно се посветени на овој процес. Потврда за ова е реформската агенда. Ние во регионот, од сите 6 земји од Западен Балкан, ние сме прва земја која била најекспедитивна во донесување на законите од реформската агенда и вклучително најмногу од средствата, финансиските средства сме повлекле заради тоа. Тоа покажува има различни мислења. Со опозицијата тврди дека многу доцнат, дека има закони кои доцнат. Има ли некои закони што се заглавени во собрание, се дел од реформската агенда? Не, апсолутно. Како доаѓаат законите од тие имаат врвен приоритет во нашата агенда и штом владата ги предлага, ние веднаш ги ставаме процедура и ги носиме во процедурата која е предложена. Ако е предложена по редовна, така ја носиме, но во најбрз можен рок. Нема закони кои се заглавени, сите кои дојдоа од реформската агенда сега во јуни, ги ставивме на седница на 104-та седница која започна вчера и која ќе трае и денеска траеше и ќе трае и во понеделник, се надевам ќе завршиме, но имаме и седница на 18-ти, а можеби од 20 другата недела пак да свикам уште друга ако остане нешто од реформската агенда, така да ќе гледаме рокот кој е до 30 јуни да го исполниме и сите закони кои не се во процедура што се однесува до собрание да го исполниме апсолутно. Добро, важно е тоа да го направите пред летото, бидејќи ќе се пишува и новиот извештај за 2026 година. Господине Гаши, од една страна го слушаме ова пред се од владините представници дека ние можеме сами да се реформираме, ете реформската агенда, дека на таков начин имаме просперитет како држава, но од друга страна слушам и други гласови пред се од да речам опозицијата, па најголем дел од албанските партии што се во опозиција, дека ако станеме заглавени на овој пат, има големи ризици и за стабилноста на државата. Се спомнуваат некакви опции за редефинирање на државата, за федерализација, за кантонизација, па некои веќе и говорат. Имаше Блерин Беџети на таа седница, имаше некакви такви изјави, има и од села и од други политичари. Какво е вашето мислење? Има ли и каква перспектива државата доколку немаме официјално отворено преговори со Европската унија? Ќе направим мала дигресија, ама ќе ви одговорам и на прашањето, затоа што се поврзани едни со други. Кога кажав дека албанците се за пратениците и вклучително и пратениците на Влен, дека би гласали денеска и уставни измени, секогаш сме имале на ум и кога бил спорот со Грција, но и сега спорот со Бугарија, за среќа, и јас се радувам за таа свест, сите албански политички партии не сакат тоа да го прават на сметка на загрозеност на македонскиот идентитет. И тоа е многу добар елемент во нашата држава. Тоа треба да го храниме и да го промовираме. И јас мислам дека треба да бидеме внимателни секогаш на тој елемент. Кажав и пред малку. Мене пред се ми е важно со моите комши како живеам. Јас сум растел со македонци. Сум студирал заедно со нив, работам со нив. Не можам ја да направам нешто што би било против нивниот идентитет. Они да мислат дека јас сум причината
што им е загрозен идентитетот. Истото го очекувам и од нив, од вас македонците. И затоа мислам дека ова е многу суштинска работа. Дали овие ризици, дали овие затоа доаѓам до прашање. Да. Овој дел треба да го храниме. И јас мислам дека оваа држава ги поминала најголемите тестови на вакви обиди за дестабилизација. Оваа држава, освен за нас што е битна и за регионални и поголеми геополитички констелации. Затоа секој кој се обидел да ја дестабилизира оваа држава не поминал добро. Пред се ние треба да бидеме свесни дека тоа не оди, кој да го почне тоа како идеја да сака да ја дестабилизира државата, прво ќе ја плати тој самиот најголемата цена. И затоа мислам дека сите обиди за дестабилизација нема да поминат. Ние можеме да плаќаме економска цена во однос на интегрирањето и така натаму, непристапност на фондови, но не верувам на црни сценарија за дестабилизација и сум против тоа и ги осудувам. Така да секој со својата агенда, но мислам дека тој што работи против оваа агенда или работи за дестабилизација, мислам дека не и сака добро ниту на својот народ, ниту на државата, и затоа мислам дека треба да Ова кога говорите народ, мислите и на албанците и на македонците? Да, апсолутно. И затоа мислам дека време е, и ова е еден апел кој сакам да го повик до сите мои колеги политичари. Точно е дека имаме повеќе политички партии и различни гледишта, видувања, дали македонски, албански и така натаму, етнички, идеолошки, леви, десни и така натаму. Добро е што имаме такви разлики. Во демократијата тоа е добро и така треба да биде. Но не може да имаме разлики по основните работи како ја гледаме државата и иднината на државата. Не може, ама не концептот на државата. И затоа мислам дека треба да се води државата во две нивоа. Првото ниво е државничкото ниво. Кога се работи за државата и за иднината на оваа држава и на нашите деца, и на идните генерации, мора да размислуваме заеднички. А кога се работи за дневна политика, може да се разликуваме и тоа е добро. Така е во сите нормални држави, но ќе се спротивставуваме кој што во различни моменти некој има мнозинство ќе решава за нешто, еве за закон за правична застапеност. Ние сме денеска мнозинство, мислиме дека ова е најдобриот начин. Тие што се опозиција утре ќе дојдат на власт, ќе го сменат, ќе го подобрат законот. И тоа е смислата на демократијата. Ама не може сега за секоја година ние да поставуваме прашања дали ќе не биде. Апсолутно не сакам ова прашање да го поставуваме. Ќе не биде, оваа држава ќе остане стабилна, сите треба да работиме да биде силна, просперитетна и да ја храниме надежта за нашите деца дека треба да живеат тука. Ако ние ставаме знак прашалник за дали ќе постои, како ќе постои, дали ќе биде стабилно, па ние како ќе ги погледнеме нашите деца во очи? Сакаме да ги избркаме од нашите домови, сакаме да им кажеме дека не треба да живеат тука. Ајде зошто да не размислуваме прво за нашите деца? Дали ти, Гоце, сакаш твоите деца да живеат надвор од државата? Таа работа кој сака да му живеат. Па зошто го поставуваш ово прашање дали ќе не биде? Затоа што затоа мислам не гледаат перспектива, затоа се заминуваат. Затоа ве молам, затоа ги молам сите граѓани и новинари и сите чинители на општеството кои сите учествуваме во овој јавен живот на некој начин. Сите треба да допринесеме за подобра иднина на државата. Апсолутно. Механизмите се најмногу кај вас политичарите и кај власта. Апсолутно ние сме најодговорни. Граѓаните не се виновни што мора некогаш да се иселуваат. Затоа ми беше пораката до моите колеги политичари. Не бегаме од одговорност. Одговорноста е пред се наша. Затоа повикувам на поголема свест. Мораме еден ден да излеземе од дневната политика и да работиме сите заедно за некои процеси. Борет, пораката ви е јасна и нема никаков збор за тоа. Добро, на крајот сме од интервјуто. Дали имате најава? Толку брзо? Да, помина брзо. Дали имате најава кога ќе се разговара за реконструкција на владата?
Како што рековте, може би изгледа во јавноста, но навистина сум многу, како да кажам, посветен на собранието. И јас мислам дека така треба да се однесуваме одговорно. Секој кој ја добива една функција и ја добива довербата, треба својата работа да ја извршува честно, праведно, транспарентно и на најдобар можен начин. Сакате да кажете дека не ви интересира реконструкцијата? Мене ме интересира, но тоа е работа на премиерот. Кога тој ќе одлучи да направи реконструкција, ќе предложи, а во моментот кога ќе ја предложи реконструкцијата е од тој момент, јас ќе се залагам тој процес да тече на најдобар можен. Дали ви интересира за позициите на Вреди, бидејќи имавте на изјава, најавивте дека може ќе си поднесете оставка од функцијата председател, доколку во Вреди односот на моќта не е како што сакавте вие да биде? Не сум го кажал тоа, за жал имаше, ме извадија од контекст. Имаше такви наслови, да. Не наслови, но те не е точно, но не е проблем. Никогаш не е проблем дали сме дел од власта или опозицијата. Кога зборуваме за принципите, се враќаме пак на почетокот на емисијата. Работата е дали вреди да сте во политика, зашто се залагате и дали сте опозиција и власт треба да ги засапувате истите ставови. Нормално е влен, кога влезе оваа влада, разговараше за заедничка владина програма, се обидува да имплементира тоа. Мислам дека ова влада Мислите дека донесовте промената кај албанците што е... Тоа ќе треба албанците да го кажат. Мислам дека во многу работи сме многу подобрени. Но ова може да е субјективно, не сакам да затоа... Да, зашто има коментари дека веќе станавте дел од традиционалниот естаблишмент. Не, апсолутно не е точно. Мислам дека наместо да го менувате системот, станавте дел од системот. Има такви коментари, да. Не се согласувам, мислам дека во многу нешта сме поразлични. Ќе треба многу време да помине, за жал. Процесот на останување на ДУИ во власт беше предолг. И граѓаните и поинаквото делување не може да го препознаат така брзо и лесно. Ќе ни треба време да работиме повеќе со јавноста, со граѓаните, да им кажуваме што работиме, колку пари се инвестираат по општините. Добро, тие играа фудбал по кабинети, вие не играте фудбал по кабинети, но имавте министер кој 2 месеци, 3 месеци не одеше на работа. Со што мислите дека заслужува да биде представник во Брисел на државата? Тоа е работа на премиерот. Вие тврдите дека тој не одел на работа. Па ни праќаше разградници од Тајланд. Премиерот тврди дека бил на работа. Тој што мислам, ја не можам да тврдам за него, ја можам да ви кажам во собрание кој доаѓа, кој не доаѓа. Имаме јасен предвид на пратеници кои доаѓаат, кога доаѓаат. Ама не можам да ви тврдам тој министер и затоа премиерот е тој кој знае кој министер како работел и тој треба заедно со своите партнери да предложат реконструкција, добрите да им дадат шанса да продолжат, а тие што не се покажале. Зашто си поднесе оставка? Тој таму пишува дека во сегашните околности не може веќе ефикасно да ја обавува функцијата. Тоа се околности во партијата или во владата? Па не знам, може би најдобро е него да го прашате. Јас се познавам лично со него, го почитувам. Он додека беше дел од власта, мислам дека беше еден од подобрите министри и тоа што едно време се креираше таква перцепција, за жал не е добро, но не мислам дека е тоа вистинската слика за господинот Арбен Фетај. Се говори за предвремени парламентарни избори, иако премиерот вели дека годинава нема да има, но остава можност да има следната година. Каков е вашиот став за ова? Мојот став принципиелно, секогаш бил и кога сум бил во опозиција, дека треба да имаме редовни избори. Затоа што јас мислам дека политичката спасивте владата вие, стабилност на ДУИ на СДСМ. Малкумина се сеќава дека алтернатива тогаш во 2022 година по локалните избори. Да, јас сум како председател на алтернатива 2 пати сум станал дел од владата. Првиот пат кога се донесуваше Преспанскиот договор и вториот пат кога се донесуваше, значи кога се
се Пред договараше да се гласа францускиот предлог. Да, значи во клучни моменти кога мислевме дека треба да се помогне на државата да во процесот на Како интеграција гледате на од земја. денешна перспектива? Дали може би подобро ќе беше да се оди тогаш на избори, отколку да се прифати тој предлог кој еве не стави во ваква позиција во која се наоѓаме 4 години? Јас и тогаш сум инсистирал дека треба да разговараме со опозицијата. И денеска мислам дека клучните прашања и процесот на интеграција треба да го правиме со опозицијата. Мислам дека ни треба единство во најбитните стратешки процеси. И затоа говорев пред малку. Еве конкретен, одличен пример како треба да се однесуваме во однос на ова прашање. Кога се зборува за интеграција, Тогаш ако не ја спасевте владата, ќе паднеше ќе имаш избори, немаше да има француски предлог. да не знаеме, значи сега зборуваме хипотетички кога би било што би било, но мислам дека во тој момент јас сум бил убеден дека правам добро за државата и сум бил убеден дека отвараме перспектива за државата, и ако ние влеговме во јануари, францускиот предлог беше донесен во јуни. Јули, да. Јас сум инсистирал и тогаш да имаме диалог со опозицијата. Да, но немаше. Но јас не сум бил тој што треба да го. И денеска премиерот Христијан Мицковски знае дека сум човек кој инсистира, сака да бидеме отворени со опозицијата за вакви битни прашања, и мислам дека треба секогаш да разговараме, да имаме единство кога се зборува за стратешките цели на државата. Господин Гаши, ви благодарам за овој интервју. Се надам че имаме прилика повторно да разговараме додека сте председател на собранието, ако нема предвремени избори. Во меѓувреме. Ви благодарам за поканата, мене ми е многу задоволство и чест што бев ваш гостин. Се надевам дека и вашите гледачи успеале да видат поинаква перспектива на еден политичар председател на собрание. Се надевам дека и сакам председател на собрание да биде некои теми поблизок до граѓаните. Да. Така и нашето мото е собранието дом за сите. Го отворивме собранието за сите граѓани, а многу сум склон да бидам што поблиску до граѓаните, и вечерва вие ми дадовте одлична можност да бидам во контакт со вашите гледачи, а ќе бидам тука секогаш кога вие ќе сметате дека е добро тоа да, без разлика, па и да не сте председател на собрание, се разбира. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието, се разбира, останете со Канал 5, се гледаме следниот четврток, довидување.